Освен за пишување, новинарот Драган Ристов Моливот го користи и за цртање. Повеќе од 30 години човекот кој во јавноста е познат по пишувањето и зборувањето, своите емоции најдобро ги изразува преку цртањето. Автор е на повеќе цртежи кои критиката и оние кои професионално се занимаваат со цртање ги оцениле како исклучително успешни. Тоа е молив, меѓутоа работам и нека друга техника, меѓутоа ми лежи повеќе моливот и графиката, бидејќи на некој начин со едноставно сенчење, со користење на материјали од типот на хартија, на памук или нешто друго, на мало крпче, можете да ловите сенки и да направите некои содржини кои што многумина може да ги воодушеват. Дека цртањето не му е само забава, туку многу повеќе од тоа Ристов сватил многу рано, па кога требало да ја бира професијата, дилемата била уметност или журналистика. Јас кога отидов во Скопје, моите не знаеа што ќе избирам и што ќе се запишам, па јас фрлав паричка. И паричката кажа дека треба да видиш новинари, отидов новинар, а ова остана една голема љубов која што трае со децени. Она што досега беше резервирано за само мал круг пријатели, наскоро ќе можат да го видат сите оние што тоа ќе го посакаат. Во склоп на Штипско културно лето, Ристов ќе организира својата прва самостојна изложба. Значи, околу 20 цртежи ќе бидат класифицирани, да речеме, во парови, доколку станува збор за, например, ликови на бебиња, ликови на постари лица, женски актови и слично. Изложбата ќе биде отворена на 2 јуни со почеток во 20 часот во просториите на библиотеката Гоце Делчев.